Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме киш пита. Киш питата е класична француска пита направена во плех за пециво и полнета со мешавина од јајца, млеко и павлака. Овде правиме класичен киш лорен со сланина и сирење. Извонредно вкусен кога е топол од рерна, но и студен наредниот ден. Да започнеме со состојките. За тестото ќе ви треба 250 грама брашно, 110 грама путер и 5 до 6 кафени лажички студена вода. За филот ќе ви треба 100 грама сланина, 100 грама кашкавал, 2 јајца, 3 јајца, 250 мл млеко, 250 мл павлака, сол и бибер и маслиново масло. Ќе почнеме со правење на класично пециво со путер. Ставете ги коцките студен путер во длабок сад и почнете да ги мешате со брашното со раце, се додека не се растворат во брашното и не добиете жолта мазна смеса. Протресете го садот за грудките да излезат на површината. Следно, превртете го тестото на работната површина. Ставете го тестото на работната маса и направете дупка во средината од смесата со брашното. Со лажица ставете ја потребната количина студена вода. Изгмечете со раце додека смесата да стане мазна и внимателно почнете да ја размесувате во кружна форма. Земете ја тавата намачкана со путер и во неа ставете го тестото. Внимателно притиснете го и развлечете го тестото до зидовите од тавата и одсечете го вишокот. Со вилушка издупчете го дното и страните од тестото. Покрите го со пекарска хартија и врз неа ставете малку ориз за хартијата да остане на своето место. За почеток на процесот, тестото во рерна ќе го печеме на слепо, а подоцна ќе го ставиме и филот. Ставете ја тавата во рерна 15 минути на температура од 150 степени. Време е за сечкање. Исечкајте ја сланината на мали коцки. Кашкавалот изрендајте го и оставете го настрана. Следно, измешајте ги заедно јајцата, млекото и павлаката. Комбинирајте ги со мешање додека да добиете мазна текстура. Сега ќе ја пржиме сланината. Нема потреба да додавате масло, бидејќи делимано тавата има мазна површина и маснотијата од сланината ќе биде доволна. Пржете ја неколку минути за да стане крцкава и да ослободи дел од вкусот. Нема ништо поубаво од мирисот на сланина додека се пржи. Кога ќе завршите, оставете ја сладината да се исцеди на кујнска салфетка, бидејќи вишокот маснотија ќе го отежне процесот на подготовка внатре во питата. Извадете ја тавата за пециво од рерната. Открите го пецивото и распоредете ја сланината на подлогата. Прелите ја со течноста и одозгора ставете го ренданиот кашкавал. Вратете ја во рерна и печете уште 20 минути или додека целата пита да биде цврста на допир. Време е за сервирање. Кога питата малку ќе се олади, земете крупно парче и сервирајте го со малку салата. Пријатен апетит! Киш питата е одличен рецепт за пикник. Направете ја претходната вечер, понесете ја на прошетка во природа и уживајте во омилениот поглед. Таа заситува и многу е вкусна. Побарајте и други можности за филот. Во тој поглед кишот е многу флексибилен. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.